Тука пред околу 10 на минути настана вистински хаос, почнаа да трчат луѓе на сите страни, полицајци со автомати влегоа во транзит центарот. Моментално не знаеме што се случува, буквално моравме да легнеме сите на земја бидејќи се слуша како полицајци викаат, слушнавме репертирање, меѓутоа што точно се случува моментално на аеродромот, меѓутоа дефинитивно нешто се случува бидејќи има секаде расфрлени торби, луѓето едноставно избегаа и не знаеме точно што се дешава. Сега во овој момент видов дека сите влезови и излези од карго центарот ги обезбедува специјална турска полиција со автомати и со панцири појна борбена опрема. Немаме информации ништо што точно се случи, меѓутоа општ хаос настана тука. Така што тоа би било од овој воен документ за прашање повелете. Александар, гледам дека сте вознемирени, можам и да претпоставам каква хаотична ситуација се случува во тие моменти. Вие не сте сами таму, претпоставувам дека има заглавени уште други туристи, дали има многу странци, претпоставувам дали воопшто ви се обратија на англиски јазик некој од полицијата или било кој да ви даде информација или каде да се заслоните воопшто? Не, буквално никој никаква информација не ми кажа. Од тоа што го слушаме тука меѓу луѓето е дека доаѓа до конфликт меѓу полицијата и армијата. Пред околу 15 минути уште после претходното јавување дека бев на терасата, можев да забележам дека и борбени хеликоптери слетуваат околу аеродромот кема Ататурк, меѓутоа тоа во темници не можев да видам дали некој влегува во хеликоптерите или излегува. Како и да е, моментално е навистина хаотична ситуација. Почна одеднаш луѓето да викаат, да легнуваат доле, да бегаат, се направи стампедо. Уште меѓу на пришопот уште гледам дека жени и деца лежат исплашени и не знаат што точно се случува, така што нема кој да ни каже што се случува, така што останува да почекаме и да видиме. Александар, само уште накратко, дали добро те разбрав, кој почна да ги крши стаклата, дали револтираните патници внатре во аеродромот кои што не знаат што се случува или сепак полицијата? Не, се беше борет, ние бевме тука заглавени. Знаеме каква е ситуацијата во Турција од затворен аеродромот. Меѓутоа, одеднаш почна да трчат толпа на луѓе да викаат, видов и полицајци со автомати како трчат и тогаш настана целата бркотница. Луѓето буквално како што седеа по рестораните, по масите, легнаа доле и сега во моментов гледам дека пристигнува поголема полиција тука, поголеми полициски сили на аеродромот. Сега зборувам, ние сме не во терминалната зграда, меѓутоа во транзит центарот. Тоа е местото каде што ние патници што овој аеродром го слушаат, го користат само како транзит до својата следна дестинација, како нашиот пример. Меѓутоа има, да речеме вака слободна проценка, околу 2 до 3.000 патници тука заглавени. Меѓутоа, не знаеме точно сега искрено што е случило, само настанува паника, полицајци трчат, пиштолите им се извадени во раце, не разбираме турски, никој не ни кажува ништо, така што ќе се обидам, јас некој доколку знае англиски, да ми објасни што точно се случува на аеродромот.